Ние сме си назад во студиото на Утрински брифинг, со мене, како и секој вторник, во овој термин, Силиконска долина, Христијан Тасевски. Христијан, добро утро. Добро утро, Сашо. Јас те замолив вчера, мислам дека брзо се согласивме. Денеска, бидејќи имаме нецели 10 минути на располагање, може би да поразговараме од сите важни теми, секако, може би после Нова година можеме да сумираме што се случувало технолошки во и што може да светот очекуваме. И што може да очекуваме. Но она што мене ми привлече внимание е оваа дискусија која што последниве недели па и месеци се води околу, барем според мојот нестручен впечаток, околу пропаѓањето, би рекол, дури на проектот за 5G технологија. Наеднаш како да се чини дека тој сон што го продава, особено кинезите со еден многу агресивен развој на таа мрежа, се испостави дека воопшто не е едноставно ниту да се постигне, дека е премногу скап за одржување, дека тие се пофалија со не знам колку милиони, негде околу 300 милиони корисници, 2-300 милиони. Без малку 500 милиони веќе се последните бројки. Но и су инсталирани околу 3-400 илјади столбови што пренесуваат 5G мрежа, кои што, ако не се лажа математиките, секој троши 4 сега веќе не знам, мегавати, киловати дневно електрична енергија, дека практично само на ниво на потрошувачката на струја, мрежата не може да се исплати во некаков бизнис план. И да завршам од една од прогнозите и анализите дека од овие 500 милиони со кои се фалат кинезите, се всушност барем половината оние кои што немаат 5G телефони. Тоа е најинтересно. Во Кина вкупно се продадени 350 милиони телефони кои што поддржуваат 5G. А мобилните оператори располагаат со 500 милиони корисници на 5G значи, мрежа. тука очигледно има едно 200 милиони кои што се пумпаат за да нешто се направи во некаква PR, во односи со јавно смисло. Така. Најпрво е особено важно да се потенцира она што го нуди 5G како мрежа. Прво што доаѓа на памет е да кажам брзината која што ја нуди нели 5G, новата петта генерација на мрежи. Меѓутоа, покрај таа која што е нели неспорна по голема брзина, исто така е особено важно и доцнењето, она што се вика lag latency, кое што кај 5G мрежите се сведува до 1 милисекунда и исто така бројот на корисници кои што можат да се обслужат. И тоа е супер како концепт. Меѓутоа, добро, ама Христијан, дури да те сопреми на ова ниво. Ај малку таа, како да кажем, фантазмагорија да разбиеме. Што значи тоа брзина за обичен корисник? Еве, ја имам 4G мрежа. Што е мојата разлика дали ќе греем на 5 или на 4G? Токму тоа сакав да го кажам, дека всушност овие две дополнителни карактеристики кои што го прават 5G супериорен, ајде така да кажам, можеби предноста е кога тие би биле во прв план во споредба со брзината. Моментално корисниците, просечните корисници пред се осврнуваат кон 5G заради брзината. Меѓутоа, таа брзина ние не можеме да ја почувствуваме како просечни корисници, затоа што дали ќе имаме доцнење на повикот кој што ќе го направиме од 1 милисекунда или 100 милисекунди, тоа дури не е ни забележливо за човечки очи. Меѓутоа, ако направиме паралела во индустријата, тоа веројатно би имало влијание. Значи со други зборови 5G беше замислена и е се уште веројатно примарно насочена кон корпоративниот свет. Апсолутно, за автоматизација во индустријата, во медицината. Понатаму имаме со развојот на автономни возила. Да, знам, тоа ми е се јасно, но так, ако не се воспостави 500 милионски пазар на предплатници, бизнис планот не може да обстои. Токму така, проблемот доаѓа од тоа што овие имаат многу повисока фреквенција овие бранови и самиот нивни досек е максимум до 300 метри. Тоа значи, за да вие покриете една површина, треба на секој 100 до 300 метри, ајде просек ќе ставиме 200, треба да поставувате по еден предавател, по една тоа се тие овие 2-300 илјади столбови кои што ги дигнаа. Тоа значи дека без малку треба вие да имате на секоја бандера, на секој семафор по една антена со цел да го покриете целиот регион. Зборуваме за тесно градско подрачје, доколку се расшири тоа нели на ниво на држава, за Кина се предвидува дека се потребни над 10 милиони антени со цел да се покрие целата територија. И тој нетворк сега го прават дури конкурентски компании заедно, бидејќи не им се исплати секоја да гради свој нетворк, своја мрежа. Туку тие и покрај тоа што си конкурираат, сепак вложуваат заедно
еден од проблемите е што стручњаците велат дека воопшто и нема апликации за 5G за мобилни телефони премногу за да ве привлече или за да тоа ви го направи примерен избор Токму во така, меѓутоа, користењето. Според мен не ни може да има за просечни, за нормални корисници. Не може да се почувствува тој бенефит за за корисници на мобилни телефони, ајде така да кажеме, затоа што имаме и уште еден проблем. Ние и да ги поставиме тие, да кажеме, на секој 200 метри, многу лесно тие зраци се попречуваат. Кога велам лесно, тоа значи едно буквално дрво може да направи пречки. Во згради преку зидови скоро и да не поминуваат. Па добро, што значи вие за дома како е ова можно што ми го кажеш, Христијан Заремо? Вие сите врвни експерти за кои за малку ќе се развиеше не трговска, туку реална војна во светот. Оти знаеме ни што поминавме до апсења, до задржување размени на не знам што закани и така натаму. Ако овие работи не се предвидени, не се испита, што е тогаш смислата на сето тоа? Видете, јас не би пресудил прерано, да кажам, затоа што секоја генерација на мобилни мрежи е предвидена да обслужува 10 години и да ги задоволи потребите на технологијата во наредните 10 години. Петтата генерација, конкретно 5G, е предвидена од 2020 до 2030. Со тоа што веќе се очекува и има некој нацрт, концепција, така да кажам, од 2030 се појави веќе 6-та генерација. Сега за тоа сакам да поразговараме. 5G технологијата е првенствено кинеска измислица или да кажем ајде масовен производ, бидејќи Huawei и така натаму и другите гиганти кинески за производствената технологија стојат за тој проект. Сега од другава страна кога виде Западот што прави Кина во таа смисла и како одеднаш им стана не само како компоненти, туку и како цели технологии стануваат зависни од Кина, тие направи една коалиција која сега нарекуваат 6G коалиција, 6G коалиција, во која што се главно европски и Америка земји кои што ја формираат и која велат не е ова за утре, ова е за иднината која што веќе доаѓа и ја надминува 5G технологија. И строго одбиваат да ги вклучат кинеси. Се разбира, видејќи како ќе заврши, како ќе се одвива всушност таа игра. Веројатно нешто ќе се развива во склоп на нешто што може да го очекуваме од сега за некои десетина години, тоа ќе биде секако некоја надградена верзија на оваа 5G мрежа која што ја имаме, со тоа што според мене, а и според сите показатели, се смета дека главен акцент ќе биде ставен на широкиот опсек, односно да може да се реши овој проблем, така што нема да биде потребно да се поставува толку многу базни или антени, базни станици или антени, да може да се реши тој проблем. Има повеќе шпекулации како тоа може да се направи, меѓутоа во овој момент сето тоа е во фаза на рано истражување, со тоа што мислам дека е можеби малку неблагодарно да се шпекулира, меѓутоа сметам дека повеќе ми личи на некаква политичка иницијатива отколку на сосема заокружен технолошки план, морам да признам. Една геостратегиска, да кажам, пресметка повеќе во технологијата. Тоа е секогаш постои, особено последниве години се поизразен надпреварот помеѓу Западот и Истокот, ако може така да ги формулираме. И далечниот Исток. И далечниот Исток. Со тоа што на крајот сепак доаѓа до можеби некое се огледуваат едни на други, секогаш затоа што 5G мрежата можеби вистина еве да кажеме доаѓа или главно била развиена доминантно во Кина, меѓутоа и во Америка особено се шири моментално мрежата, со тоа што сите компании постојано објавуваат нови информации како имаат нови територии кои што ги покриваат со 5G мрежа, така да неизбежно е, знаете, кога станува збор за технологија, таму станува збор за интерес од еден аспект и на профитабилност, затоа што технолошките компании нели се стремат да ги имплементираат технологиите со цел да бидат профитабилни, од друга страна корисниците исто така со цел, без разлика дали станува за компании кои што можеби ќе зголемат својот профит со користење на тие технологии, дали некој дополнително Христијан, кога ќе видам кој се стои во оваа 6G мрежа, идеја и така натаму, затоа што тука се одепали Google преку Facebook, Meta, како се до сите можни собрани се на купче само за да
ги стиснат кинезиве. Ќе имаме ние прилика и ако сме ние здрави и живи наредневе години тоа да го дискутираме, оти не ми се чини дека ова било што ќе се расчисти баш така негде до кај 5 јануари. Можда 2030, побрзо отколку 22. Христијан, благодарам за целата оваа сезона досега во 2021 година. Ти пожелам се најубаво, со тебе се гледаме веројатно последна еднонеделна пауза што ќе направиме на почеток на јануари, па таму негде кон половината на јануари. Јас ви посакувам се најдобро, така да се гледаме после. Исто така, убав помин